Христијаните во земјава и светот денеска го слават вториот ден од големиот христијански празник Великден. Празникот се слави 3 дена со литургии во храмовите. Втор ден Великден е неработен за граѓаните. Годинава сите христијани на ист датум го одбележуваат најголемиот верски празник Христовото воскресение. Посакуваме мирот Христов да завладее во секого од нас и во сиот свет, да великденската радост да ни биде постојана. Амин. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Кога си го испавил од фараоновото проgonство, сега прави со крштелната вода за спасение на сите народи. Дај сиот свет да се прероди во Авраамови деца и да го постигне достоинството на твојот народ преку Христос нашиот Господ. Амин. Многу ми убаво кога доаѓам во црква. За Великден што правиш обично? Се кршиме јајце и секогаш се шетаме негде по улиците. Треба да се сакаме, да се почитуваме, се поише трпение да имаме. Да бидат здрави, живи, весели. И да им е среќен празникот и секоја година вака да го слават убаво. И да биде све среќно. Да се здрави, живи и сите желби нека им се исполнат. Не можеме да преговараме за тоа што сме и кои сме. Владиката Петар вели во моментов нема преговори со Цариград за Томосот. Фанар барал да не се именуваме воопшто како македонци, Македонија и Македонска православна црква, што е целосно неприфатливо. Според владиката, приказната за Томосот од Цариград е слична како таа за членството во Европската унија. Со Цариград во моментов нема никакви преговори. Не можеме да преговараме околу тоа кои сме и што сме. Ова е ставот на владиката Петар митрополит Преспанско-Пелагониски, кој што вели дека недоразбирањата со Цариград немале никаква врска со верата. Според него, Фанар имал барања кои што биле комплетно неприфатливи за нас, а тоа било да не се именуваме воопшто како Македонија и Македонска православна црква и да не се именуваме како народ македонци. Второ, да се нарекуваме само Охридска архиепископија и како трето, Цариград ја барал целата наша диаспора во владение, што било според владиката Петар вистински апсурд, бидејќи таа е изградена и создадена од самите македонци. Тоа значи дека никош нема да добиеме Томос, ако стојат вака работите? Па ние нема што да преговараме за нешто што не може да се преговара. Ние можеме да преговараме за работи кои се преговара сега. Како да преговараме да се откажеме од тоа дека не сме тоа што сме? Па мислам, истата приказка е и за влезот во Европската унија. Влезете во Европска унија, ама не како македонци, не како македонска нација, не како македонска земја, не како македонски народ, па не знам како, никакви. МПЦ продолжувала да сослужува со сите цркви, освен со православната црква на Украина, која што не ја признавале и други православни цркви, дури и најголемиот број на манастири на Светагора, кои што се под директна јурисдикција на Цариград, а кој исто така било едно од барањата на Вселенскиот патриарх. Мнозинството од цркви не сослужуваат со неа и од Светагора, од 20 манастири, само 4 ја признаваат. Тие манастири се под јурисдикција на Црквата патриаршија, така што ние не се ставаме на страна на црквите, те на руската, те на српската, те на ова, на она, или на грчките, ние се ставаме на страната на православието, на каноните. Каноните тоа не го дозволуваат. Кој од нас се бара и тука проблемот е јасен и конкретен, дека ние нема никогаш да отстапиме до тоа да се бориме за единство на православието. Поделбите во православието се поочигледни. Позиционирањето на црквите на различни табори е се поголемо. Дали тоа ќе биде надминато и како МПЦ ќе одигра во иднина, останува да покаже времето. За Сител Дарко Штарговски.
Ахмети и Таравари телефонски контактирале. Според лидерот на ДУИ, од тој разговор станува јасно дека само Таравари разбрал дека албанските позиции во извршната власт се нарушени. И додека тројцата останати лидери на Вреди најавуваа формирање на една партија. Според аналитичарите, тоа води кон коалиција на Таравари со Ахмети и излегување од владата. Средба немало, ама Ахмети и Таравари телефонски разговарале по превирањата во коалицијата Вреди. Во изјава за албанските медиуми, лидерот на интегративците не открива дали е можно преминување на Таравари во друштво на Европскиот фронт, но вели разбрал оти албанските позиции во извршната власт се нарушени, а тоа го разбрал само еден човек и смета дека тоа треба да го прават и другите. Важно е албанската политика да биде конструктивна во Македонија, да биде добро структурирана. Не еднаш ги објави в позициите на ДУИ дека со ангажманот на политичките партии во влен во извршната власт ги девалвира и ги понижи албанците во Македонија. Континуирано ве повикувавме да ги напуштите институциите и да не станете дел од понижувањето на албанците. Дали сепак постои договор со мала речица, Таравари не одговара. За сега сигурно дека одиме со наши советнички листи. Очекуваме анкети по општини, па ќе одлучиме и за наши градоначалници. Со премиерот секако дека ќе имаме средба. Вреди пак неделава најавува формирање на една партија, односно спојување на трите политички субјекти во еден. Вице-премиерот Меджити во интервју на Телеграф и Македонија на албански јазик информира дека новата партија ќе има заеднички штаб, информативен центар, заеднички кандидати, програми и листи на заеднички советници на престојните локални избори. А превирањата на албанскиот политички блок водат кон коалиција на Таравари со Ахмети и излегување од влада, сметат аналитичарите. Најверојатно во следните локални избори ДУИ ќе настапува заедно со Армен Таравари, а Вреди ќе се обидува први да се направи еден политички субјект со еден лидер, односно представител. Најверојатно во иднина ќе има голем притисок и од самата јавност и од самите политички партии да биде исклучена од владата и тоа би било логично, а владата има мнозинство и во иднина најверојатно ќе има нови коалициони партнери, бидејќи дел од Европскиот фронт кои не се задоволни со Али Ахмети може да биде и дел од владата. Но Али Ахмети верува дека Армен Таравари би му донесол многу повеќе гласови од колку што може да му придонесува Зијадин Сели. По состанокот на тројката лидери Меджити најави дека ќе ги објават и целите и плановите за предстојните локални избори. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Ви благодарам за вниманието. Следното информативно издание во 12 часот. Ви посакувам пријатен празничен ден.